Добре дојдовте во дебатата, нашиот простор за длабинска интелектуална размена и анализа на различни перспективи. Значи, замислете си за момент едно огромно градилиште. Океј. Обично, нели, кога зборуваме за архитектура, за кревање на некаква, монументална градба, очекуваме апсолутна прецизност. Ригидна контрола. Имате детален нацрт, илјадници тули, тони цемент и нормално... Еден главен инженер кој точно знае каде оди секој поединечен елемент. Токму така. И материјалите се разбира немаат право на глас, тие се исечени, обликувани и поставени токму таму каде што некој друг одлучил. Да, тие се целосно пасивни. Мислам, нивната единствена цел е да се подчинат на тој голем дизајн, на таа масивна структура која ги надминува. Самата тула, нели, не значи апсолутно ништо без зидот. Сега, што би се случило доколку секоја од тие тули одеднаш добие собствена свест? Тоа е веќе хаос. Што ако секој камен може слободно да одлучи дали сака да биде дел од тој зид или пак може да одбие да го носи товарот на градбата? Значи, градилиштето одеднаш престанува да биде само механички, физички проект, се претвора во нешто многу покомплексно, поранливо, но јас сум убедена и многу посуштинско. И токму тука во оваа идеја лежи срцето на нашата денешна дискусија. Денес навлегуваме во едно вакво специфично градилиште. Да, ги анализираме коментарите на Мариноел Табу. Точно. Незините коментари за библиските текстови од петтата недела по Великден, кои се објавени на блогот на Тјери Жалас. И искрено, мислам дека таа метафора за градилиштето совршено ја доловува суштината на нашето денешно несогласување. Знаеш, кога ги читаме овие, навистина длабоки анализи на раните христијански заедници, пред нас изникнува едно фундаментално прашање. Кое е? Дали темелот на духовниот живот и развојот на таа заедница се базира првенствено на индивидуалната слободна волја и личниот избор, или пак вистинската основа лежи во колективната солидарност и структурното единство? Мојата позиција денес е многу јасна. Јас ќе ја бранам тезата дека сршта на овие текстови е токму индивидуалната слобода. Значи, ќе аргументирам дека без тој свесен, апсолутно слободен и автономен избор од секој поединец, верата и заедницата се едноставно невозможни. Тие би биле само фасада. Види, јас од друга страна, јас сум спремен да застапувам едно спротивно гледиште. Јас доаѓам до ова од сосема поинаков агол. Ке покажам дека индивидуалниот избор, иако постои, нели, и е важен, е само секундарна компонента во однос на длабоката, нераскинлива човечка солидарност. Секундарна? Да, апсолутно. Според самиот изворен материјал што го анализираме, колективното единство не е само некаков нус производ или последица. Тоа представува крајна и неопходна цел на човечкото постоење. Ајде тогаш да започнеме од самиот текст и, знаеш, од уредничките одлуки на авторот на блогот Тјери Жалас. За да го разбереме овој материјал правилно, мораме прво да ја видиме неговата основна премиса. Жалас експлицитно наведува дека неговите убедувања се во согласност со католичката социјална доктрина, но внимавај и со либералната философија. Ова воопшто не е случајно. Низ целиот текст Бог е прикажан примарно како ослободител кој апсолутно ја почитува човечката автономија. Добро, тоа е еден аспект. Чекај, Табу дури и вели нешто многу силно тука. Ако во овие текстови не наоѓаме зборови што не ослободуваат, тогаш воопшто не сме ги разбрале. Има еден многу интересен детал на самиот блог. Жалас оди до таму што намерно, уреднички, ги обележува со црвена боја сите пасуси кои зборуваат за слободата. Да, забележливо е. Тоа е многу јасен сигнал за читателот. Најсилниот доказ за ова лежи во анализата на првото послание на Петар, каде луѓето се повикани да бидат живи камења. Значи, овој израз не сугерира пасивен материјал, туку чин на свесна, активна волја. Ама? Само да довршам. Влегувањето во заедницата е избор, кој активира нашата слобода, а не некаква божествена предодреденост. Без тој првичен избор, без тоа лично да, структурата воопшто не може да започне да се гради. Види,
Ја разберам творептаа фасцинација со тој концепт на автономија. И да, тие црвени букви на блогот на вистина бодат очи. Не велам не. Но, искрено, морам да ја отфрлам таа тесно индивидуалистичка перспектива како фундаментално нецелосна. Да, луѓето имаат избор, не го спорам тоа. Но тој избор ја добива својата смисла само и исклучиво само кога е подреден на колективот. Чекај малку. Како мислиш подреден? Тој збор веднаш сугерира губење на слободата. Не губење, исполнување. Дозволи ми да објаснам. Погледне анализата на Евангелието според Јован 14. Исус вели: "Никој не доаѓа до Отцет освен преку мене." Во нашето модерно, западно општество, ние па инстинктивно сакаме да го интерпретираме ова како некакво приватно духовно патување. Нели, јас и Бог. Па до некаде и е приватно. Не, табу изречно ме вашува дека ова не е повик за индивидуален спас. Напротив, таа вели дека ова укажува на мистеријата на нашата солидарност. Ова е веројатно најважниот концепт во целиот текст. Табу го цитира Свети Августин. А концептот за целосниот Христос? Токму така. За целосниот Христос, Христотали. За Августин ова не е само една историска личност. Тој го представува целото човештво како еден единствен организам. Замисли го како човечко тело. Ако отсечеш еден прст, тоа веќе не е прст. Тоа е само парче ткиво кое умира. Неговиот идентитет, неговата функција постои само додека е поврзан со крвотокот на целото тело. Според овој концепт, ние сме структурно поврзани. Спасението и духовниот раст се исклучиво колективен потфат. Во текстот експлицитно стои тој реципроцитет. Христос не оди кон Отецот без нас. Значи, не можеш да бидеш спасен изолиран во својата мала кутија на индивидуална слобода. Ние сме мрежа, не сме збир на изолирани точки. Добро, признавам, тоа е мокина слика. Значи ти си убеден дека поединецот буквално не постои духовно надвор од заедницата. Апсолутно. Тогаш, ајде да се вратиме токму на таа мрежа и на градилиштето што го спомнавме на почетокот. Значи, точката каде што Петар зборува за природата на живите камења. Како го помируваш тој концепт на камен, што е цврста, сосема засебна единица, со твореата идеја за, апсолутен колективитет? Па види. Кога пророкот Исаија, а потосне и Петар, го користат вокабуларот на градежништвото, тие не зборуваат за поединечни камења заради самите камења. Исаија зборува за царството во Ерусалим како за градилиште на едно ново општество. Значи, да, ти си тој жив камен, но биди реална каква вредност има еден изолиран камен. Има своја форма, своја тежина. Ама ако земеш една совршено изделкана тула, колку и да е прекрасна, и ја оставиш среде пустина, таа не служи на ништо. Луѓе ќе се сопнуваат на неа. Нејзината цел не е да биде автономна, туку да се вгради. Текстот јасно зборува за градење на духовно живеалиште, demeure spirituel. Да, стои тоа во текстот. Епа, поединецот добива вредност, цел и вистински идентитет дури во моментот кога е интегриран во таа целина. Ако секој камен одлучи да оди по својот пат заради некоја абстрактна идеја за слобода, куќата едноставно ќе се сруши. Разбирам што сакаш да кажеш. И логиката ти држи вода. Ама само ако зборуваме за вистински обични камења. Проблемот со твојата интерпретација е што ја третира човечката заедница како крајна дестинација која ги абсорбира индивидуите до степен на поништување на нивната волја. Не би рекол поништување. Така ако поинаку, дозволи ми да ти понудам една поинаква аналогија овде, бидејќи мислам дека тулите и малтерот не ја доловуваат вистинската динамика. Градењето на ова духовно живеалиште воопшто не наликува на класично зидање. Тоа е многу повеќе како армија од доброволци. Армија од доброволци? Како мислиш? Вака сега. Една армија составена од платеници или од рекрути кои се таму под принуда, може би изгледа како да има структурно единство, нели? Маршираат во ист чекор, носат иста униформа. Но тие немаат вистинска внатрешна сила. Нивната колективна моќ е крајно кршлива.
Од друга страна, моќта на една армија од доброволци зависи исклучиво од автентичноста на изборот на секој поединец да биде таму, да го ризикува сопствениот живот за идејата. Табу во текстот многу прецизно забележува еден фасцинантен детал. Човечкото суштество има моќ да го одбие проектот. Може дури и да го саботира. Да, го спомнува тоа. Значи, според Табу, да се даде вера или да се одбие вера, тоа се два сосема слободни чина. Бога воопшто не го интересира принудна структура. Божествениот архитект очигледно предпочита ризикот целосна саботажа на проектот пред сигурноста на затворот. Ако немаш апсолутна слобода да го отфрлиш градилиштето, тогаш тоа не е заедница на живи камења. Тоа е робство. Признавам, тоа е одлична поента и се согласувам дека принудата не е целта. Но што се случува кога таа иста славна слобода, тој волонтеризам, ќе почне да ја уништува токму таа заедница? Тоа е ризикот на слободата. Ризик кој може да биде фатален. Затоа што текстот не остава само во сферата на теоријата, нели? Ни дава совршен историски пример токму за тоа. Да ја погледнеме кризата во раната христијанска заедница, описана во 6-то поглавие од делата на светите апостоли. Замисли си ја ситуацијата. Заедницата расте експлозивно. Имаат илјадници нови членови, успеваат и одеднаш избувнува конфликт. Зборуваш за проблемот со распределбата на храната, така? Токму така. Христијаните од грчко говорно подрачје, хеленистите, почнуваат да се жалат дека нивните вдовици се запоставени при секојдневната распределба на помошта, во споредба со хебрејските вдовици. Ова не е само технички, логистички проблем. Ова е длабок социоекономски и културен раскол. Табу цитира една прекрасна мисла овде. Јазикот е мрежа фрлена врз реалноста. Ретко се случува окцата на две мрежи совршено да се поклопат. Различен јазик значи различна култура, различен начин на размислување и решавање проблеми. Ова е како модерно корпоративно спојување, каде двете компании имаат тотално различни култури и почнуваат да се мразат. Како тоа ја побива слободата? Па види како реагираат апостолите. Тие прават радикална институционална иновација. Назначуваат 7 помошници, ѓакони. Зошто го прават тоа? Не за да промовираат некаква индивидуална слобода на тие 7, го прават исклучиво за да го зачуваат единството на заедницата. Ти имат една јасна колективна цел пред себе. Текстот јасно го цитира Исусовото барање. Целта е тие да бидат едно, за светот да поверуваа. Иновацијата овде служи на структурата. Единството е императивот, не слободата. Ова е моментот каде што нашите читања на истиот текст па целосно се разминуваат. Сваќам зошто го гледаш тоа како потек за контрола и единство, но дозволи ни да ти дадам сосема поинаква перспектива на тој настан. Ти велиш дека назначувањето на тие 17 мина е триумф на институцијата заради одржување на колективот. Па така е. Јас велам дека тоа е извонреден чин на ослободување. Иновација за слобода. Чекај, како може создавањето на нова бирократска позиција да биде ослободување? Затоа што не ја гледаш мотивацијата на 12 апостоли. Внимавај што велат тие во текстот. Не е добро ние да го ставиме Божиото слово за да служиме на трпези. Што прават тие всушност во тој момент? Тие одбиваат да бидат заробени од административните потреби на колективот. Њето на трпезите на 7 други луѓе кои се полни со дух и мудрост. Ова не е крута бирократија, ова е препознавање на индивидуалните дарови. Апостолите ја ослободуваат заедницата да функционира органски. Ама таа децентрализација е направена исклучиво со цел да се смири тензијата. Да, но размисли за механизмот. Ако единството се одржуваше преку централизирана контрола, што, нели, би било инстинктот на секој лидер во криза, 12 мината самите ќе почнеа да ја делат храната за да покажат авторитет. Но тие велат не, ние ја почитуваме слободата и диверзитетот на заедницата. Табу јасно потенцира дека ова иновација не е предавство на традицијата, туку е неопходна за ослободување на новиот потенцијал. Тие ја жртвуваат контролата за да ја зачуват слободата. Па искрено јас едноставно не го прифаќам тоа толкување. Мислам дека децентрализацијата во тој контекст не е цел сама по себе,
Таа е само метод за зачувување на целосниот Христос што го спомнавме. Пак на колективот се враќаш. Морам, затоа што за да разбереме зошто единството е поважно од личната вокација на било кој поединец, ние не можеме да ги гледаме овие потези надвор од историскиот бекграунд на израелскиот народ. Ајде да одиме уште подлабоко во материјалот, до Псалом 33. Добро, да го погледнеме Псалм 33. Табу посветува значителен простор овде каде се зборува за божествената грижа. И како е илустрирана таа грижа? Преку излезот од Египет и маната во пустината. Знаеш, кога Бог го ослободува Израел од египетското робство, тој не ослободува милиони индивидуи кои случајно се нашле на исто место и решиле дека нивната лична слобода е загрозена. Тој ослободува народ. Божествениот спасителен чин е секогаш, без исклучок, насочен кон колективот. Да се биде дел од тој колектив, значи буквално да се преживее. Ако еден израелец во пустината одлучеше да ја искористи својата автономија и да се одвои од логорот за да ја бара својата индивидуална вистина, Ке настрадаше. ќе умреше од глад или од жед за 2 дена. Значи колективот не е само некаква, убава идеја за заедништво. Тој е прашање на живот и смрт. Чекај, застани тука. Ти зборуваш за излезот од Египет, за маси народ кои преминуваат пустиња, но мислам дека ја промашуваш емоционалната и духовната суштина на тоа што Псалмот 33 всушност го бара од нив. Како ја промашувам? Да, историскиот контекст е излезот, но како Марино Ел Табо го дефинира клучниот концепт на страфот од Господ во овој дел од текстот, таа вели дека тоа значи да се полага надеж во неговата љубов. И тука е главниот проблем со твојата теза за апсолутен колективитет. Кој е проблемот? Надежта е интимна, длабоко лична емоција. Заедницата, како некаков абстрактен концепт, не може да чувствува надеж. Толпата нема емоции, таа има само реакции. Само поединецот може вистински да се надева. Во текстот се појавува зборот праведници, или на хебрејски хасидим. Табо го објаснува ова преку една извонредна метафора која според мене е клучна. Која метафора? Таа вели дека праведен човек е оној што е усогласен со Бога, исто како што еден музички инструмент е добро усогласен. Добро, метафората е многу поетска, но што докажува тоа во реалноста? Докажува се за механизмот на верата. Замисли си го процесот на штимање на еден инструмент, виолина, да речеме. Тоа е крајно индивидуален чин. Ти не можеш да наштимаш цел оркестар со едно вртење на некаков централен клуч. Секоја жица на секоја виолина мора индивидуално да се затегне или олабави, за да се постигне тој совршен тон. И знаеш што е потребно за жицата да произведе звук? Тензија. Ако е премногу лабава, ако има премногу слобода, не вади никаков звук. Но, ако ја затегнеш премногу, ако наметнеш преголема контрола од озгора, таа едноставно ќе пукне. Точно. Па тој процес на наоѓање на вистинската тензија е болен, интимен и целосно личен. Колективот, оркестарот нема никаква вредност, нема хармонија, ако поединецот претходно не поминал низ тој процес на усогласување на сопствената надеж. Без добро наштимани инструменти, твојот славен колектив произведува само бучава. Признавам, тоа е навистина убедлив аргумент. Метафората ја доловува таа лична одговорност. Но, дали си зела предвид каде води таа мелодија откако инструментот е наштиман? Затоа што ако инструментот се штима само за да свири сам во празна соба, уживајќи во сопственото совршенство, тогаш тоа е залудно. Секако дека треба да свири. Да, но врати се на 14-тото поглавие од Јован што го разговаравме претходно. Исус таму дава едно многу конкретно ветување. Оној што верува во мене, ќе ги прави делата што ги правам јас. И тука Табу прави една исклучително важна дистинкција. Под дела, таа нагласува дека не се мисли на чуда или магии. Зборот дела секогаш е потсетник на големото дело на ослободување на човештвото. Да, ослободување. Тоа оди во прилог на мојата теза за слободата. Да, ама чие ослободување? Не твоето лично. Значи, твојата интимна надеж, твојот прекрасно и индивидуално усогласен инструмент мора инстантно да се преточи во колективна акција. Ако си наштимана, мораш да свириш во оркестарот. Ти си повикана да учествуваш во ослободувањето на целото човештво. Ако тој индивидуален избор не кулминира во апсолутна посветеност на колективното добро, твојата индивидуална слобода е само нарцисоидна илузија.
Нарцисоидна илузија. Тоа е малку остро. Да, ама така е. Целосниот Христос не е нешто што го наблюдуваме однадвор и си велиме колку убаво. Тоа е самата структура во која мораме да се изгубиме за навистина да се пронајдеме. Ако не работиш за заедницата, твојата слобода е празна. Значи, ако погледнеме на големата слика по оваа наша розмина, мислам дека стигнавме до самото јадро на нашето несогласување, но можеби и до точка каде што можеме да ги согледаме контурите на овој парадокс. Да, парадоксот е очигледен. Од моја перспектива, нели, и гледајќи ја анализата на Табу, најважната повента останува иста. Бог е првенствено ослободител. Тој не бара слепа покорност ниту принудна послушност кон некаков колективен систем. Да се биде дел од заедницата е тотално бесмислено ако тоа не е производ на секојдневна слободна волја. На блогот на жалост има еден мотив преземен од Свети Франциск Салешки, кој гласи: "Ништо со сила, се со љубов." Тоа е есенцијата. Убава мисла, да. Без тој континуиран, сосема слободен избор на секој од нас да стане жив камен, духовната заедница не би можела воопшто да започне да се гради. Никаква структура не може да го замени фактот дека припадноста е пред се прашање на лична автономија. Разбирам. И ако јас треба да ја сумирам мојата позиција, јас останувам цврсто на ставот дека слободата која ти толку страсно ја браниш, го добива своето вистинско полно значење дури кога е вткарана во големата мрежа на човечката солидарност. Индивидуализмот може да е почетна точка, но тој никогаш не смее да биде крајната дестинација. Нашето духовно патување, нашата еволуција како луѓе е неизбежно поврзано со судбината на другите. Не можеш да опстоиш сам во пустината, исто како што еден камен не може сам да изгради живеалиште. Нашата вистинска сила лежи во фактот дека сме меѓузависни. Сепак слушајќи те, мислам дека и двајцата можеме да се согласиме околу една работа. Текстот брилјантно изнесува на површина еден многу важен парадокс. Раната црква не била некаква статична, совршена институција која паднала од небото. Далеко од тоа. Таа морала постојано да прави промени, да носи иновации, да се бори со конфликти, токму за да остане верна на својата мисија. Таа константна тензија помеѓу потребите и слободата на поединецот од една страна и растот и единството на колективот од друга, тоа е веројатно самиот мотор кој ги движел работите напред. Апсолутно се согласувам со тоа. Успехот на таа заедница зависел токму од нивната способност да балансираат на таа тенка жица. Знаеш, ако се задржае исклучиво на индивидуалната слобода, ќе се распаднеа во хаос. Ако пак инсистираа на ригидна структурна контрола, ќе прераснеа во тиранија. Институционалните иновации биле буквално неопходни за да се зачува таа деликатна равнотежа. Што не покажува колку е вредно да се читаат овие текстови не како мртви букви, туку како, живи документи, кои можат да се гледаат од повеќе различни агли. Не постои само една, еднодимензионална вистина овде. Така е. Зависно од тоа каде ќе го ставите фокусот кога читате, ќе видите или повик за будење на вашата лична, длабока автономија, или пак ќе го слушнете силниот глас на колективната одговорност. На крајот на краиштата може би е најдобро да ги оставиме нашите слушатели самите да проценат што одекнува посилно кај нив. Се согласувам. Материјалот нуди мокни аргументи и да двете страни. Дали сте подготвени да ја преземете тешката одговорност за сопствениот, радикално слободен избор, или сте подготвени да ја прифатите тежината на тоа да бидете нераскинлив дел од заедницата? Што не враќа назад на нашето градилиште од почетокот на разговорот. Ако вие сте тој камен, и ако одеднаш се разбудите со целосна свест стојки пред огломниот зид на човештвото, што би направиле? Дали би останале гордо да стоите сами, совршено слободни, но изолирани? Или би избирале свесно да се вградите, прифаќајќи го товарот на другите камења врз вас? Тоа е прашањето со кое ве оставаме денес. До следното слушање.